Здраво, дечки! Значи, еве сме во 11-тиот туторијал веќе. Овие туторијали што следат, валја малку поспоро ќе бидат аплодирани, пошто ги снимам со нов софтвер, со Camtasia. И имам некој обучава во комши, не знам, валја нема да се слуша, пошто планирам и да ги едитувам малку видеата и баш и поради таа причина малку поспоро ќе се аплодираат. Значи, кој што напомена вчера, денеска ќе продолжиме да зборуваме за низи или arrays. Што се тоа низи? Значи, низи практично ни се како листа од одредени податоци. Најубаво тоа ќе ви го објаснам доколку почнеме веднаш со еден практичен пример. Да речеме дека сакаме да имаме листа од, не знам, од броевите од 1 до 5, зачувани некаде. И сега, со ово што го знаеме до тука, наједноставно би било да направиме 5 променливи, не знам. Integer, да речеме, број 1 е еднакво на 0. Integer број 2 е еднакво на 1. Int број 3 е еднакво на 2. И така натаму да ги наредиме сите колку што ни треба. За да не го правиме ова, значи, пошто изгледа многу комплицирано, тука постојат тие arrays или низи. Значи, како креираме array? Значи, како што имаме различен тип на податоци, така и arrayот може да не биде од различен тип. Еве во конкретниот пример, ќе направиме низа од integer или од цели број. Значи, пишуваме int и како што ги правивме променливите, така и со низата и даваме име, да речеме, се вика низа. Сега може иницијално да и доделиме вредност и пишуваме new за креирање на ова низа, int, типот, и ставаме заграда и во заградата пишуваме колку елементи сакаме таа низа да содржи. Да речеме ќе биде 5. Отвараме средна заграда и во неја ги пишуваме елементи кои сакаме да не бидат во низата. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 елементи и на крајот да не забораваме точка запирка. И ни фали уште една запирка. Значи, да повториме уште еднаш. Исто како што креиравме променливи, еве погоре ги пишувам, int број е еднакво на 5. Значи, еве како се креираше променлива, еве ни е разликата. Значи, низа, ставаме аголни загради, коцкасти или како сакате да ги речете, значи, вакви загради, празни, ништо не пишуваме во нив, и тие загради не означува дека ќе станува збор за низа. Исто, значи, како што е во овој случај со целиот број, исто може да имаме и да речеме низа од стрингови. Исто може float. Исто, низа од float. И така натаму, значи, од сите променливи. Во иднина ќе зборуваме и за кастом променливи, од класи и така натаму, но за тоа понатаму. Значи, тоа не низа, кој што рековме, значи, типот на низата, аголните загради, името на низата, еднакво, и потоа алоцираме меморија, ово ни зборче вели дека ќе алоцираме одредена меморија, значи алоцираме меморија за 5 integer елементи. И потоа во овие загради големите ги ставаме сите елементи со запирка. Значи, еве како би било истото со float, да речеме. Float, низа float е еднакво на new. Float, еве, да речеме 3 дека сакаме да ставиме во оваа низа. И еве ќе ги ставиме 3 елементи, не знам, 1,1.1 f, значи за float рековме дека мора да има f, 1,2 и третиот елемент е, да речеме, .3f. Изедот некоја буква, извинете, float, еве. И пак ни фали нешто е мутното. 3 заграда, запирка, што се веќе на тук float, to float. Тук ми е сгрешено. Добро.
Добро, се извидам еш еднаш, значи ајде да видиме сега, да пробаме да ги испечатиме сите овие елементи. Не знам дали во едно туторијалот веќе зборувавме за for each, ајде првим да пробаме со for, потоа ќе зборуваме за for each, се извинувам. Значи да ги испечатиме сите елементи, значи имаме for, креираме for и рековме ставаме итератор, ќе го крстиме и еднакво од 0 до и помало од низа, точка, length, ова бројка ни ја дава, ова променлива ни ја дава должината на низата и плюс плюс. Ќе објасним уште еднаш, само да го пробаме пример. console.write line и рековме печатиме низа, аголна заграда и ајде да го пробаме примерот, па ќе објасниме што направивме. Да видим што ќе се случи. Добро, и кој што гледавме, со овој код што го искуцавме, ни се испечатија сите елементи. 1, 2, 3, 4, 5. Еве ги, 1, 2, 3, 4, 5. Значи ова низ, ова не ја гледаме. Таа може да ја избришем. Terminate. Значи ова не е вишок. Добро, и тоа не е вишок. Значи, креираме for, веќе зборувавме ова се прави, int, и ова не е итераторот, кој ни врти од низата, додека и е помало од должината на низата, значи низа length ни ја дава должината, тоа е 1, 2, 3, 4, 5, ова ќе ни врати 5, значи додека и е помало од 5, првично, значи е 0, 0 е помало од 5 и прави нешто внатре. Потоа внатре велиме печати го, пречати ја вредноста на низа и во аголна заграда ставаме од низата која е позиција. Значи, иницијално ова ни е 0. Значи, пристапи до нултиот елемент во низата. Значи, елементите во низата се бројат од 0. Еве ги ставиме вака. Значи, ова ни е нулти елемент, ова ни е први, ова ни е втори, ова ни е трети и ова ни е четврти. Значи, ај поврат пишеме. А length.length ни е 5. Значи, должината на низата ни, како што си броиме, 1, 2, 3, 4, 5, а елементите кои ги пристапуваме од 0. Значи, првиот елемент е нулти, вториот е 1, третиот е 2, четвртиот е 3 и петиот е 4. И кој што гледавме, со ова ни се испечатија сите елементи. Пред да го напишем овој for циклус, спомнав нешто што се вика for each. Значи, како што беше while, do while, for, имаме и for each циклус. Хајде да видиме како тоа изгледа. For each, два пати тап и ви се само направи. Но ајде ќе го избришеме. Значи for each тип, ќе го напишем па ќе го објасниме. Тип integer елемент низа ќе го копираме од тука и печати елемент. Ајде да го пробаме, ова ќе го искоментираме. Не ни треба и да видиме ова што ќе направи. И кој што гледаме, резултатот е сосем ист како со for. Да видиме што направиме. Значи велиме for each до каков тип на елемент ќе пристапуваме во тоа што ќе вртиме. Значи ќе вртиме низа, во низата има интеджери, значи за секој интеджер во низата, значи во низата имам низата тип интеджер, има 5 интеджери, за секој елемент креираме привремена променлива од тип int во низата, значи за секој елемент во низата, испечати го моменталниот елемент што го итерираме. Значи ова ќе ги изврти сите интеджери што се во низата и на секој нов влез овдека ќе имаме нов елемент. Значи ќе дојде, го имаме првиот, после ќе иде вториот, ќе иде третиот и така пора ќе се ги изврти сите. Се надевам дека сме јасни. И мислам за овој туторијал тоа би било тоа. Поздрав, се гледаме во наредниот.